Денес православната црква ги празнува преподобниот Теодор Трихин, светиот Анастасий Синајски и блажениот Анастасий Синаид, патриарх Антиохиски. Преподобен Теодор Трихин, цариграѓанин, син на богати родители. Како момче ги оставил своите родители и домот и богатството и се населил во еден пустински манастир во Тракија. Таму се предал на најтешки подвизи, спиел на камења, за да има што помалку сон и одел секогаш гологлав и се облекувал во облека од кострет, поради што е и наречен Трихин или Кострет. Поради своето големо самомачење, заради спасението на душата, Бог го дарувал со голем дар на чудотворство и за животот и по смртта. Мирно завршил околу 400-та година. Телото му се покажало мироточиво. Свети Анастасий Синајски, игумен на гората Синајска, најпрво бил монах под славниот игумен Јован Лествичник, а по смртта на овој и самиот станал игумен. Покрај тоа што бил голем подвижник, тој бил и красноречив писател на житијата на светиите, како и на други поучни списи. Водел жестока борба против еретиците, така наречени акефалити, кои го порекнувале Четвртиот Вселенски собор во Халкидон. Завршил во длабока старост во 685 година и отишол при својот Господ на кого верно му служел. Блажени Анастасий, Синаид, патриарх Антиохиски. Како монах на Синајската гора, бил избран за патриарх Антиохиски во времето на царот Јустинијан. На таа положба го воздигнала неговата добродетелност, чистотата на животот, големата духовна ученост и тврдата вера. Но царот Јустинијан паднал во докетската ерес, против која остро станале патриархот Цариградски Евтихи и овој блажен Анастасий. Царот го прогонил Евтихија и сакал да го прогони Анастасија, но не можел да му најде никаква забелешка во животот. Кога пак Јустинијан умрел, покајувајќи се претходно и повратувајќи го Евтихија на престолот, тогаш Јустин, наследникот негов, успеал да го прогони Анастасија врз основа на некакви клевети. Анастасий поминал 23 години во прогонство и повторно бил вратен на престолот Антиохиски за време на царот Маврики. Уште 6 години управувал со црквата Божја и го завршил своето земно патување во 599 година. To